Производството на здрав расат е предуслов за здрави и јаки растенија кои ќе дадат високо и квалитетно производство, вели професор доктор Душан Спасов. Според него, еден од најголемите проблеми со кои се соочува производителот е зараза на растенијата при самиот расад. Симптомите од заразата не се забележуваат на почетокот, туку тие се видливи после 20 до 30 дена од самиот расад. Затоа агрономите советуваат расадот да се произведува во специјални расадопроизводствени центри, каде што има идеални услови за одгледување на тие расади. Јас лично би сакал да апелирам до самите земјоделски производители расадот да го произведуваат во специјални расадопроизводни центри, каде што има пареци до идеални услови за одгледување на тие расади, односно за производство на тие здрави и квалитетни расади. Значи, во овие расадопроизводни центри, уште при самата припрема на смеската за сеидба, значи имаме добро смеска за сеидба, припремата е машински, семето се сее машински, што значи дека не може да дојде некоја семка да дојде подлабоко, некоја да дојде поплитко и да има проблеми во поникнувањето. Понатаму, поникнувањето во овие центри се извршува во комори, специјални комори, каде што имаме доволно температура и влага и каде што поникнувањето е многу едначено и се случува многу брзо. И значи имаме една унифицираност кај растенијата, а не да имаме некои растенија повеќе, некои помалку, односно некои порано, покасно поникнати и да има разлика во развојот на самите растенија. Спасов советува сите оние производители кои расадот го произведуваат во домашни услови, местата каде што се произведува расадот да бидат резервирани само за расадопроизводство. Доколку и производството на расад е сопствени услови, во тој случај местата каде што се произведува расад е потребно и пожелно да бидат резервирани само за расадопроизводство. Значи да не се одгледува култури за на пазар во тие леи, во тие пластеници. Значи тоа да бидат сепак од одделни места каде што се произведува само расад. Бидејќи производителите имаат расад да произведуваат расад во текот на целата година. Значи имаат сега производство на расад за рано пролетно производство, понатаму имаат за летно производство и на крај за есенско производство. Кога ќе заврши последниот турнус на производство на расад во тие леи, е потребно да се изврши чистење, посебно да се отстранат сите плевелни растенија, кои што можат да бидат домакини на разни инсекти и патогени микроорганизми на болести, кои што понатаму можат да доведат до зараза на здравите растенија од расадот. Значи, леите да бидат исчистени, па да бидат по можност да се изврши и соларизација, односно покривање со бел најлон, наводнување и покривање со бел најлон, да се изврши една дезинфекција и дезинсекција на самите леи. Расадот е основата на едно производство, затоа е потребно да се превземат сите агротехнички и заштитни мерки за квалитетно производство за наредната година.